Гледате најнови вести на КАДЕН, еве кои се настани ги издвоивме за денес, останете со нас. Законот за јазиците по усвојувањето ќе оди на Венецијанската комисија. Пратениците на ВМРО-ДПМН се враќаат во собрание. В петок нова премиера на театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот со наслов Тоалет за дами. Иднината на Европа во фокусот на политичката и економската елита во Давос. Од наредната година во Македонија ќе се исплаќа државна социјална пензија. Таа ќе биде 40% од исплатената просечна пензија. Истата ќе добиваат лица постари од 65 години, кои во изминатите 20 години живееле во Република Македонија и од различни причини не ги исполнуваат условите за старосна пензија. Во Македонија од наредната година најверојатно ќе се започне со исплата на така наречена државна социјална пензија. Оваа мерка е предвидена во владината програма и како што се најавува, висината на исплатената социјална пензија би била 40% од просечната пензија во Република Македонија. Ова би значило дека лицата кои исполнуваат услови за одење во пензија, но немаат минимум 15 години работен стаж и се без никакви примања, а во последните 20 години живеат во Република Македонија, ќе може да се стекнат со државна пензија. Законското решение за овој проект во собраниска процедура се планира да влезе во средината на оваа година. Годишна Велешанка е касната од куќе вчера попладне на улица 8 март, информира СВР Велес. Според информациите од таму станува збор за куќе од непозната раса, а жената е искасана на пределот на подколеницата од десната нога. Продолжуваме со хроника. Товарно возило удрило во 75 годишен пешак вчера во Неготино. Старецот бил телесно повреден и по укажаната помош во здравствен дом Неготино бил упатен на домашно лекување. Ова го соопшти СВР Велес. Според информациите од таму несреќата се случила околу 12 часот на улицата Јане Сандански. Тогаш возилото марка Citroen Neno со неготински регистарски ознаки удрило во пешакот додека се движело назад. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициска станица од општа надлежност Неготино. Продолжуваме со култура. Театарот Јордан Хаџиконстантинов Џинот в петок премиерно ќе изведе представата Тоалет за дами. Станува збор за многу динамична представа со многу заплети, така што публиката ќе биде предизвикана да го изостри вниманието. Ова го изјави режисерот Дејан Дамјановски. Имено представата е работена по текст на венецуелскиот писател Родолфо Сантана. Премиера во петок во Велешкиот театар. Актерите со Тоалет за дами ја започнуваат оваа работна година. Представата е приказна од приказни кои се градат во тоалет за дами во еден ноќен клуб. Настапуваат 12 актери. Режисерот Дејан Дамјановски вели дека публиката ќе има можност да одгледа динамична представа со многу заплети. Овој современ текст е напишан за 10 женски лика, еден травестит и еден машки лик, што значи вкупно 12 лика. Оно што е специфично за драмата е што целото дејствие се одвива во тоалетот во женскиот тоалет на една дискотека во петок навечер. И што се случува таму со односите меѓу ликовите. Внатре се мешаат различни чувства, почнувајќи од комедија, представата започнува како комедија, па започнуваат да се откриваат нивните лични драми, односи и така натаму. Така што станува еден многу комплексен систем на односи и на карактери. Актерите со големи очекувања сметаат дека оваа представа долго ќе биде присутна на репертоарот на Велешкиот театар. Мислам дека направивме многу интересна представа и што е најважно, направивме представа во која што ние уживаме да играме. Што, дели, не знае баш секогаш да се случи, некогаш се случува и да играш во представа која што не ти е баш толку легната. Ова мислам дека многу убаво ни легна на сите и дека ја уживаме
И мислам дека тоа уживање без никаков проблем ќе се преноси на публиката и дека представата ќе живее и ќе живее и ќе живее. Покрај актерите од Велешкиот театар во оваа представа свое прво гостување го остварува и актерката Ирена Илиевска. Морам да признавам дека ми е големо задоволство, сум доаѓала и претходно на премиери во овој театар и сум сакала да некогаш да работам. Кога ми се јави Младен да ме викна за представава, прво ми соопшти дека се 10 жени. Си помислив, никој нема знае како ќе се справам со 10 жени таму. Но кога ми кажа дека Дејан ќе режира представата, си реков, па кога еден маж може да се справи со 10 жени, зошто јас да не се снајдам? Си поминав одлично, убаво, ова е ново искуство за мене. Сценографијата во Тоалет за дами е на Филип Коруновски, музиката на Сашко Костов, а костимите се дело на Катерина Чукниева. Државниот санитарен и здравствен инспекторат ја забрани работата во приватната здравствена установа Свети Лазар, Моја болница Санте Плюс. По направениот вонреден надзор, откако минатата недела во оваа болница за време на царски рез почина родилка. Забраната за работа, како што соопштиот Државниот санитарен и здравствен инспекторат, важи се до отстранување на констатираните недостатоци. Инаку родилката починала во четвртокот, а во болницата требало да се породи со своето прво дете. Смртта кај неа настапила кога почнала процедурата за царски рез поради компликации при дишењето. Состојбата на бебето е стабилна и тоа се наоѓа на клиниката за детски болести. Вестите од земјава во продолжение. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Митко Јанчев денеска на пресконференција во врска со законот за двојазичност и намерата на власта да го истурка законот. Тој дециден дека одлуката на владата да не го повлече законот и да не отвори конструктивна расправа околу законот може да предизвика долгорочни последици по државата, но и да ја наруши когесивноста меѓу граѓаните. ВМРО ДПМН е на страна на граѓаните и Република Македонија и затоа ќе стори се во одбрана на државните и националните интереси. Затоа ВМРО ДПМН и пратеничката група ќе сторат се што е во наша моќ за да се спречи ваквата деструктивна политика. Пратеничката група ќе се врати во собраниските клупи и со амандмани ќе се обиди да го превенира донесувањето на неуставниот закон. Преку нашето присуство во парламентот ќе се обидиме уште еднаш да ги убедиме пратениците од парламентарното мнозинство во ризикот од последиците на носење на овој закон. Јанчев смета дека сосема е непотребно двојазичноста да се спроведува на целата територија на Република Македонија. Тоа единствено носи товар за буџетот, а не е во корист за граѓаните. Со овој закон целосно се деградира употребата на македонскиот јазик. Законот за употреба на јазиците откако повторно ќе биде изгласан во собранието, ќе оди на мислење во Венецијанската комисија, пошто добиените забелешки ќе бидат вградени во законот. Портпаролот на владата Миле Бошњаковски го повтори владиниот став дека законот е во согласност со уставот на државата и дека е изгласан во демократска атмосфера со поддршка од мнозинството пратеници. Бошњаковски уште еднаш ги повика пратениците од ВМРО ДПМН да се вратат во собранието за да учествуваат во амандманската расправа за третото читање на законот која е закажана за понеделник. Законот за употреба на јазиците беше донесен со 61 глас за и 1 воздржан на 15 јануари во отсуство на опозицијата. Председателот на државата Ѓорги Иванов не го потпише указот за негово прогласување, туку го врати назад во собранието со забелешки на текстот на законот. Законот повторно ќе биде ставен на гласање пред пратениците в понеделник на 29 јануари. Оваа година земјоделците ќе имаат на располагање буџет од скоро 140 милиони евра за субвенциите и за руралниот развој. Директните плаќања се 6,6 милиарди денари, а преку програмата за рурален развој 1,8 милиарди денари ќе се инвестираат во создавање на производи со висока додадена вредност, модернизирање на агросекторот и развој на руралните средини. За 60% е зголемена сумата за Агенцијата за храна и ветеринарство и за програмите
програмите за ветеринарно-здравствената заштита и за безбедност на храната. Овие програми се значајни за здравјето на животните и за луѓето, преку обезбедување и гарантирање на квалитетни и безбедни производи. Министерството ја подготвува и новата 5-годишна програма за субвенционирање во 2018 година, со која детално се делат предвидените пари од планираниот земјоделски буџет. Четири хеликоптери евакуираа 150 лица од луксузен хотел на италијанските Алпи поради опасност од лавина. Туристите се времено сместени во физкултурна сала во Сан Валентино. Властите предупредија дека низ целиот северен дел од Алпите, што се граничи со Австрија, постои голема опасност од лавини поради рекордното количество снег од почетокот на 80-тите години од минатиот век. Вестите од светот. Обезбедувањето во Давос и годинава не успева да се справи со групата антикапиталисти кои протестираат и најавуваат дека ќе го блокираат градот со цел да оневозможат американскиот претседател Доналд Трамп да дојде до форумот. Американскиот претседател според агендата на овогодинешниот самит во Давос треба да пристигне утре, а пред присутните планирано е да се обрати исто така утре кога се затвара и самитот. Вечерва истиот е во знак од на Европа. Планирани се обраќања на германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот претседател Емануел Макрон. Според најавите, нивните говори ќе бидат во контекст на надминување на финансиската криза на континентот. Давос и годинава треба да го даде решението за надминување на јазот меѓу сиромашните и богатите. Албанската полиција во соработка со своите италијански колеги од поморската патрола во Валона заплени 1,6 тони марихуана. Според првичните информации, марихуаната требало да заврши на наркопазарот во Италија. Тамошните медиуми пишуваат дека дрогата била натоварена на голем чамец. Полицијата спроведува активности за идентификација на сопственикот на чамецот. Годинава ова е прва акција на албанската полиција во која заплената е волку голема количина на дрога. Италијанските безбедносни сили од почетокот на оваа година заплениле околу 3 тони марихуана, од кои 1,7 тони на преминот од старата во новата година во близина на Лече. Во 2017 година италијанската полиција запленила околу 40 тони марихуана, дрога која од Албанија требало да стигне на италијанскиот наркопазар. Денеска времето сончево со појава на локална облачност и со максимални температури од -3 до 9 степени. И утре и задутре ќе имаме студени утра сутрински температури кои што ќе се движат во интервал од -12 до -3 степени, а во текот на денот ќе биде претежно сончево и потопло време со благ пораст на дневните температури кои што ќе достигнат од -1 до 12 степени. За време на викендот ќе имаме зголемување на облачноста која што ќе услови пораст на утринските температури, а во текот на денот ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди и топло време за овој период од годината, со дневни температури кои што ќе достигнат од 0 до 12 степени. Со кратките метеоинформации го завршувам овој дневник. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!